Синдикалните организации на УПОС одлучија да ја прифатат понудата на владата со која платите на околу 7800 вработени во државната управа и правосудство ќе се зголемуваат по 8% во наредните 3 години, плюс линеарно ќе се усогласуваат со растот на минималната плата. Од досега пристигнати изјаснувања, 95% од синдикалните организации се изјаснија дека барањата на синдикатот на УПОС, кое е прифатено од страна на владата за зголемување на платите, е поповолно и прифатливо. Според математиката на премиерот, ако во наредните 3 години на платата на административните службеници се додаваат 1500 денари од растот на минималецот и секоја година овој збир се зголемува за 8%, а ако сега платата е 35.000 денари, за 3 години би било околу 50.000 денари или повисока за околу 40%. Синдикатите треба да добијат поединечни конечни договори кои ќе треба да се потпишат. Административните службеници по високи плати ќе добијат од март со платата која ќе им биде исплатена во април. Но преговорите за раст на минималната плата пак заглавија во заострената реторика. СДСМ излезе со конкретен предлог за раст на минималецот на 600 евра. Со кратење на 20 до 30% на делот стоки и услуги, каде што се возила, мебел, патувања, репрезентации, договорни услуги, комфор на функционерите, се обезбедуваат 130 милиони евра. Со кратење на делот разни трансфери, од хонорари, временни вработувања, ќе се обезбедат дополнителни 75 милиони евра. Значи, само со кратење на овие категории се обезбедуваат од 130 до над 200 милиони евра. Премиерот пак им возврати дека тоа можела да го направат додека биле на власт. Во времето кога се крадеше буџетот и кога се крадеа на граѓаните, имаше можност како член на владата да даде вакви предлози и доколку го прифатеше тогаш владата, можеше многу лесно се тоа да се операционализира. Но за жал, таа шанса тие не ја искористија, односно ја изгубија. Ставот на владата за минималецот останува непроменет, дека од март ќе има само законско согласување со кое минималната плата ќе порасне за околу 25 евра. За поголем раст власта остава да се договорат синдикатот и работодавачите. Синдикалците пак по протестот од наредната недела почнуваат со блокади на институции. Во вторник ќе ги блокираат пратениците, во четврток бизнис коморите, а на 17 февруари владата најавија и нови протести и генерален штрајк во јавниот и приватниот сектор, доколку се нема слух за нивните барања за раст на минималната плата на 600 евра и на сите останати плати за 100 евра.